Добро вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосавлjević, вие следите емисијата Заспи ако можеш. Вечерва стандардно на крајот на месецот емисија во емисија месечната рекапитулација со универзитетскиот професор Жидас Даскаловски. Добро вечер, професоре. Добро вечер, Драган. И со директорот на институтот, кој што јас никогаш нема да го запаметам точно како му беше целиот наслов, но нашиот драг внатрешно и надворешно политички аналитичар Раби Седрак. Добро вечер, благодарам за поканата. Да. Мора да бидам да напоменам една работа, дека интересна ситуација. Вчера зборувавме за Гоце Делчев. Под книгата што ја напиша Зоран Спасов Дзов, Гоце Делчев Љубов и смрт, зборувавме за неговото значење објективно за македонската историја, воопшто за нашата митологија, ако сакате, за тоа колку е важно да имате личност која што буквално целата нација ќе се соодветствува, ќе го прифати како национален јунак, ќе може со него да се идентификува. И интересно токму утредента, односно денеска, практично излезе една информација која што јас ја прочитав на социјалните мрежи, дека Рубин Земун, еден од поважните фактори сега во СДСМ, толкувал дека едноставно Гоце Делчев нема некоја важност за Македонија, дека од него се прави мит, дека тој не извоевал ниту една битка и дека не напишал ништо што денес е од важност. Можеме да споруваме, да спориме околу оваа работа, се разбира. Мене интересно ми беше едноставно фактот дека токму во моментот кога се обидувавме и во оваа емисија да истакнеме важноста на ваквите национални фигури од прва класа, ете, од опозицијската партија пронаоѓаат дека, ајде да бидеме сега директни, конкретни, значи конкретна личност во опозицијската партија пронаоѓа дека всушност Гоце Делчев и не е толку важен за Македонија и за македонската историја. Професоре, вие не сте, се разбира, експерт по историја. Како не сум? Да? Да, апсолутно. Се ме збунивте. Па, јас имам магистрирано на историска тема, јас следам историја, читам. Уште подобро, за во случајов уште подобро, сакам да кажам не сте професор по историја. Да, така е, тоа е точно. Меѓутоа, дали не е потребен мит за Гоце Делчев? Дали не е потребен генерално мит за луѓе кои што, сај да речеме, суштината на создавањето на една држава? Важноста на историските фигури во некој случај, заради ред сплет на околности, се преувеличува или во некој случај се намалува. Сега, дали е Гоце Делчев битна фигура за нашата историја, за нашето поимање на нацијата, сигурно е. И тоа не го велам од некои други причини, туку затоа што во текот на околностите што се по неговата смрт и во рамките на историјата на ВМРО како организација со разни крила, лево, десно, бугарско, вакво, такво, останало врежано во сеќавање на многу дејци, на многу комити, на многу лидери на тие чети. Останала врежена свеста за ликот и делото на Гоце Делчев и кај емиграцијата, односно луѓето кои што под сила на прилика биле избркани од Македонија и отишле во Бугарија, например. Најчесто, да. Најчесто во тоа време ние со Србија, например, не сме имале такви блиски контакти, сме имале со Бугарија. И сега, значи, ако тие се сеќавале, ако тие мислеле дека Гоце Делчев, Ѓорги Делчев, така наречен Гоце Делчев, ако тие смислеле дека е битна фигура, ако во одреден период ние сме дури и на некој начин влијаеле на тоа да партизанските одреди да го земат неговото име, партизанските одреди се разбира кои што придонесуваат за државноста на република, односно социјалистичка република Македонија. Тогаш ние не можеме да игнорираме, не можеме да зборуваме во контра на тоа што е факт, а тоа дека Гоце Делчев е историска личност од голем калибар за Македонија. И таа работа, тоа сакам да кажам, сега нема задржиме за оваа тема, се разбира чисто како воете, важно е затоа што практично нема историја без митологија. Во било која држава, апсолутно, мислам, тоа е тоа. Да, понекогаш им давате надчовечки димензии на одредени луѓе, што веројатно и ги немале, на разни херои, меѓутоа тие се неопходно насушна потребни. Едноставно затоа што така функционира националниот романтизам, така функционира кај луѓето сеќавањето за нешто поголемо кое што се идеализира. Еве, нашите сограѓани, братските албанци си направија една легенда, еден мит од Скендербег. Например? Например, затоа што
секоја нација си гради култ кон некои херои, култ кон некои историски личности врз кои што се базира наративот и потеклото на нацијата, златното доба на нацијата, кога бил крахот, па потоа обновата. Обично така одат работите, има златно доба, па крах, па обнова и така натаму. Слично е и со Србија, со сите земји на Балканот и пошироко, како што вие сами приметивте. Сега дали има потреба од нови, може да градиме и нови ликови, нови митови, нови наративи, или постоечкиот да го прошириме и така натаму. Можно е, тоа е прашање на самата нација, на самата држава и во таа насока, например, ние можеме да се гордееме и многу повеќе да внимаваме на блиското минато од некои историски фигури како Киро Глигоров, например, и така натаму. Например, само ми текнува на памет нешто. Последните случувања пред 20 на години меѓу србите и албанците околу Косово создадува кај двата народа исто така митови, прилично тазе од овој аспект гледано. Не знам, албанците Јашари мислам дека се викаше, го направија национален херој, тој целиот како Рамбо изгледа на некои споменици. Од друга страна србите направија хероите од Кошаре, оние што се бранеа тамо, не знам колку време на границата со Албанија. Караула, да. Така, и таа караула станува митска, едноставно. Луѓето кои што некои од нив се уште се живи, тие добиваат едноставно пиедестал, кај нас тоа недостасува. Тоа беше прашање, дали професори не се потребни, тие ги спомнавте овие нови фигури. Дали не се потребни, дали тие се здрава основа за дополнување на нацијата, националната гордост, или се некако вишок од други времења? Па, видете сега, идејата е што сакате да постигнете со вметнување на нови историски фигури и нивната митологизација, да речеме, во рамките на наративот, приказната што веќе ја имаме. Например, во однос на добрососедските односи и плуралното општество би било убаво да се промовира мајка Тереза како еден лик кој што... Тоа е неадекватен, апсолутно. Сите ја прифаќаат така. Сите ја прифаќаат, македонците, албанците, власите, не знам, потеклото влашко и така натаму. И која што била светица, која што работела со сиромашните, добро има и контроверзии, меѓутоа да речеме ако го вади позитивно, ние секој треба. Ќе ги скоклеве контроверзиите. Да, па добро сега, сите имале и контроверзии и се на некој начин и позитивни и негативни ликови. Значи земете го Крсте Петков Мисирков во одредени периоди јасна идеологија, чиста идеологија во однос на македонството, македонштината, понатаму во Бугарија работи, па има некакви други мисли и така натаму, но позитивното ние го вадиме од ликовите. А сега го кажам ова како пример со мајка Тереза за да го градиме тој кохерентен наратив, обединување околу мултикултурата, плурализмот и Глигоров го спомнав не за друго, заради мирното решавање на конфликти, заради некоја разумна политика, заради некој начин пружање на рака на другите, што тој тоа го правеше во СФР. Сега некој ќе го критикува, не бил одлучен, можел поинаку, но можеме да најдеме стотици мани, но во клучен момент кога државата се создава, одигра важна улога и тоа е тоа. Така е. Значи, тоа велам дека наративот мора да се надополнува постојано и сега прашање на јавноста, прашање на експертската јавност и на политичката јавност, кои би били тие фигурите кои што би можеле да ги дополниме во нашиот наратив, кој што е многу слоевит и многу долг, да речеме, во историски рамки. Така е. Намерно влегов со Гоце Делчев, со заднинска намера, што би се рекло, заради тоа што Гоце Делчев е еден од, за жал, камењата на сопнување со соседна Бугарија, со која што проблемите остануваат, особено што после 8 изборни циклуси, во текот на 5 години така беше, конечно, кај соседите ќе се формира нормална политичка влада после изгледа, начело со Румен Радев, поранешниот претседател на државата, кој што има партија Прогресивна Бугарија, колку што добив објаснување, Прогресивна Бугарија фактички е еден вид комплот од неколку помали партии кои што фигурирале во известно време во Бугарија и сега со Румен Радев како централна фигура добиваат некаква единственост, една кохерентност, како што вие велите, професоре. Меѓутоа Румен Радев за Македонија не е добар избор. Па сега не е добар избор. И видите, јас сметам... Па добро, тоа е еден од јастребите, така да кажеме, на онаа политика кон Македонија која што не дозволува многу компромис. Сметам дека таму во принцип на ниво на пристап кон Македонија работите не се промениле уште од времето на комунизмот. Односно
Бугарската позиција си е таа каква што ја знаеме во поглед на интерпретација на историјата и она што сметаат дека е јазик кој што е... Но има нијанси, професоре, има нијанси од време на време. Не, јас искрено не ги гледав нијансите во периодот од како требаше да започнеме преговори, во смисол дека беа обединети сите во Бугарското собрание и нивните декларации во собранието се такви какви што се, а се на позиции кои што остануваат од времето на комунизмот, како што реков. И сега што е работата? Такви се какви се тие позиции, ние мора да разговараме. Значи, јас да бев председател, веднаш ќе му честитав на тој човек. Му честитава, да бидеме реални. Па сега дали беше веднаш да прашам или чекаш еден ден? Добро, легитимно прашање. Значи, јас веднаш ден кога веќе се знаеше дека победува, ќе му честитав и веднаш ќе побарав средба. Значи веднаш ќе побарав средба. Не ќе најавувам дека очекувам да се организира, туку јас ќе побарав средба. Бидејќи друг начин на одмотување на ова јазон не постои. Треба директна комуникација и јавност, не само домашна, туку и меѓународна. Ние да бидеме позитивна, конструктивна страна која што ќе знаат во Брисел дека се трудиме нешто да направиме да го решиме прашањето. Како што и на минатите емисии сум кажувал дека веќе пасивноста не можеме да ја толерираме од оваа влада и дека очекуваме некакви потези, какви и да се. Јас не се согласувам да чекаме нови генерации да го решат прашањето, мислам дека е губење време. Добро, проактивна политика секогаш е добра идеја, претпоставувам, но Седрак, се извинам, треба да навлеземе повеќе во приказната, меѓутоа тоа е едниот аспект. Вториот аспект е како во Македонија да обединиме еден заеднички цврст став од кој што ќе настапуваме. Вие имате ситуација во кој што ВМРО и СДСМ и сега е актуелно, а секој ден практично се расправаат меѓу себе која позиција е поправилна. Дали треба да бидеме на позиција кон бугарите во смисол не се повлекуваме од линиите кои што сме ги зацртале, а ги држиме актуелната влада, или треба да одиме по линијата која што ја водеше Зоран Зваев своевремено, а сега би сакал да ја продолжи и Венко Филипче, а тоа е да едноставно им дозволиме на бугарите да го прават тоа што нив им е потребно, тоа што тие го гледаат како политичка нужност, а ние да само да се согласуваме. Добро, бидејќи ја не сум роден тука, може јас имам различно, но затоа сте и пообјективен чувство, да, поинако малце. И сега, ова што се случува е дали во врска со првата тема која разговараме за Гоце Делчев, дали што во врска со односите кон Бугарија и така натаму. Јас ги гледам секогаш од друг аспект. Сме збореле тука многу пати дека ние имаме некој генетски проблем, ама зборувам во однос на уставот. Уставот кога беше креиран, го кажаме тоа многу пати тука, беше креиран за да кажаме предизвикува одредени проблеми или ситуации во еднината, што не беше тоа предвидено во моментот кога беше напишано или кога беше создадено тогаш. И тоа како софтвер како еден софтвер, како код на еден софтвер. Самиот код има во него некои грешки, некои багс. Се додека овие код не ги поправиме ние секогаш ќе имаме овој проблем со софтвер понатаму. И сега, дали темата е врзана со Гоце Делчев, дали темата е врзана со мултиетнички проблеми, дали темата е врзана со било што, овие се вид од kinetic veto, како вето, што се користи од време на време од тие што не сакат ова држава да се напредуваат. И сме збореле исто во многу occasions, во многу прилики, дека овој вид од хибридна војна се војува против Македонија. Хибридната војна не можеш, значи и не е битно кој ја војува, ама очигледно ние имаме како, да кажеме, ако ги викаме gatekeepers околу нас, и во моментот кога гледат било каков напредок или обедување, они го активират овој вето или го активират ова реагент, како Гоце Делчев, како проблем етнички, како ова. Тоа значи дека ние секогаш, така да каже, ќе се соочуваме со блокади. Ние секогаш, се додека не го решаваме багз, проблемите, што ги имаме во source code на нашата држава, што е уставот, цело време, секој пат кога ќе има напредок на една фронт, ќе ни се појават некои нови измислени проблеми, така е. Измислени проблеми на други фронтови,
за да ни држат зафатени со ова, никогаш да не се напредуваме напред. Символ на држава наша е тоа. И сега ние можеме да кажеме дека утре ова чаша е нашиот символ. Нашиот символ треба да биде почитуван, без разлика зошто сме го одбереле, како сме така го сакаме и тоа е, така сакаме. Како што сакаме, така правиме ние. И тука се завршува. Не се отвара тема на Моабет. Апсолутно, но казаваш че Не, поентата дека ние може ги сме пак го збориле во минатото. Ни една арапска земја се расправа со друга арапска земја од каде потекнува арапскиот јазик. Така. Претпоставам дека не. Фалафел, никој не се кара како во случајот со Ајвар или Ајвер, Чифа, дали да. ова е од Либан, дали ова од Сирија, дали ова од Израел, дали ова од не знам каде. И зошто? Па има причина. Ја ако се верувам во нешто, немам потреба, или ако имам ја само доверба, немам никаква потреба да влагам во ваква битка. Еве, доказ на тоа или некоја паралела, Израел. Што е историјата на Израел? Израел нема историја. Значи, Имало 48 они се повикуваат на Библијата. Од пред 2000 години. Никој не се повикува на историски ликови, апсолутно нема ништо, само Мојсе. Нема ништо. Еве, од 48 до денеска. Каде Израел денеска? Сега, да оставиме на страна војната и работите што се случува. Израел го има во вашиот лаптоп, Израел го има во мобилниот што го користам, во камерите, во клима и во се. Гледаме инновација, гледаме технологија, гледаме нешто и тоа како учествува. Никој не се замара тамо дали сега беше вака или беше така или беше така. И затоа го гледам поинако јас. Добро, пристоен, многу пристоен одговор морам да признам. Професоре во Нема спор за Ајварот, само да кажам. Па Нема спор за Ајварот. Мислам дека имавме со словенците нешто спор. Не постои такво нешто. Видете сега. Имате специфични производи како Парма хем, па шунката од Парма, шампањ, кои што се од географски регион. Значи точно таму се собира грозјето и се прави шампањот. И затоа ерменците кога сакаат да кажат коњак, не може да го кажат коњак. Арарат се вика производот и знаат сите дека е ерменски коњак, ама не може да го викаат коњак, да речем. Ајварот се прави, може да се прави секаде каде што може да се направи со технологија од специфичен вид на пиперки. Не е географски сврзано со земјата. И во Врање се прави, и во Лесковац, и во Албанија, и во Бугарија, и секаде. Ако некој сака да го заштити географски, кај што се прави ајварот во Струмица, тоа е друго прашање. Инаку ајвар како ајвар може било кој да го употребува. Добро, многу интересна информација. Морам да признам, еве за ова човек треба да дознае нешто плюс. Во меѓувреме морам сега, малку ми е помалку и дегутантно, меѓутоа на вистина овие расправи на релација СДСМ ВМРО ДПМН во последниве месец дена експлодира и од нив има интересни дополнителни теми, на пример Black Cube, бидејќи го спомна Араби и Израел. СДСМ инсистира дека некаква израелска фирма, компанија со име Black Cube практично е ангажирана од страна на ВМРО ДПМН за да ги контролира, да ги шпионира токму челниците на опозицијската партија. Од ВМРО ДПМН одговорот е прилично така јак, дека Black Cube е плод на наркоманското подземје во центарот на комуникации на СДСМ. Меѓутоа, морам да признам, кога некој ќе прожи со прст и ќе рече ние имаме информации дека некој нас, странска служба, која што ја нарекуваат мини Мосад или мал Мосад или како и да е, се дрзнува да шпионира политичка партија, тоа е сериозно обвинување. Ако немате докази за тоа, имате проблем. Ако имате докази, многу поголеми проблеми има тој што е обвинет. Види вака, прво е вака за Black Cube. Black Cube е фирма за бизнес интелигенс. Значи фирма што помогна бизнисите, прави истражувања, анализи, понекогаш учествуваше во политички кампањи и така натаму. И сега, начинот како функционира и како работа, тоа е нивна работа. Значи не е предмет тука да разговараме на која база функционира таа компанија. Вие да излегувате, да обвинувате, не само значи владеечка партија, ама било кој да користи ваква, да кажеме, метод или ваква компанија за вакво, вие треба да имате доказ, треба да имате некој нешто многу сериозен доказ што поддржува овој наратив. Тоа е една работа. Втората работа, ние многу, значи, не знам по фин начин да го кажам, ама се е базирано на рекла казала. Прво, Black Cube не би се нафатила да работи тука, за милион причини, ама ви кажувам, треба да излегува со доказ, со нешто што држи вода, во смисол нешто што ме ја поддржи тезата што ја кажува. Така да,
не се разликува многу, да кажеме, Black Cube од другите компании што работат маркетинг и PR агенции што работат. Значи, да, но кога ќе го наречете приватен Мосад, кога ќе го наречете фабриката на Орбан за валкани пари, тоа му додава они сами се деградираат кога кажуваат вакво нешто. Значи, вака, Black Cube или не Black Cube, колку гласови имавме? Сакав да кажам дека тоа кога го преведеш во број на гласовите, што дава на крај резултатот? Се гледа, ако народот сака СДС да продолжи да владе, ќе победеле во изборите и ќе продолжи да владе. Гледаме, еве колку 7 години, гледаме резултатот 7 години. Како е така да сега кога немаш што да кажуваш, сега се фаќаш дека еве тука тој интервенира и не. И тоа нема тука што да се коментира во смисол. И уште една тема се разбира има во овој правец, техничка влада, дали треба да се укине или не, ВМРО ДПМН е започна процедура за укинување на техничката влада, професоре, со јасна динамика, односно дека техничката, пржинската влада, како и да ја наречеме, би се укинала не од следните парламентарни избори, туку од тие по нив. Меѓутоа СДСМ и ДУИ не се согласуваат, СДСМ велат дека тоа е нели се разбира доколку се случи, тоа ќе му дозволи на ВМРО ДПМН да ги украде изборите, како што веќе вообичаен наратив. Додека ставот на ДУИ е малку по-конкретен, би рекол, тие велат пржинската влада беше донесена со консензус, па и со консензус треба да се тргне фактички од реалноста, од јавноста. Вака се пржинска влада е рецидив на едно на конкретно време, баш така. Минато и на конкретно време. Дека независна држава треба да занимава со технички влади и со спектакуларни услови секои избори да се променуваат во насока која што би ја нарекол чудна, мислам дека не треба. Значи, апсурдно е да имаме техничка влада, тоа е држави кои што се недоносени, држави кои што не се незрели, држави кои што нема демократски капацитет. А ние сакаме да веруваме дека сме. А сега ние би требало, бидејќи веќе сме и возрастни, 30 и колку години сме независни и веќе имаме и некакви статуси кои што се меѓународно релевантни, членка на НАТО, кандидатка членка за ЕУ и потврдена со извештаи кои што сега во минатиот период не споменуваат некаква заробена држава во смисол на политичка елита која што контролира и судство, и полиција, и администрација, и која што би можела да наштети на изборниот процес. Впрочем, се направи и реформи кои што оние така наречени скенери машини кои што возможуваат читање на отисокот на гласачот и сега кој што се покажа апсолутно многу потешко да се манипулира. Значи, поентата да ја заокружам, мислам дека таа одамна требаше да биде минато, фере да се каже дека ова што Дуј го коментира е така како што е, би требало да се донесе со консензус, меѓутоа јас не гледам некаков драматичен удар за СДСМ, од доколку дозволат сега да се промени и на овие избори. Но добро, нивна политика е таа, класична политика, би рекол, одцрнување на власта, дека е со недемократски методи владе и со недемократски методи ќе се служи при наредни избори. Иако, на крајот на денот, волјата на граѓаните самата ќе пресуди дали ќе наредни избори, дали ќе треба да се продолжи владењето на ВМРО ДПМН. Гледа народот, знае што се случува, добро, лошо, некој ќе каже катастрофа е, некој ќе каже добро е, некој ќе каже сјајно е, некој ќе каже ужасно е и така натаму, секој си има своја мислење. Да. Тоа е демократија и на крајот на денот ќе видиме по волјата на народ кој ќе владее нареден мандат. Нешто, да, сакам да коментирам. Значи, еве, видите како го анализират, го гледат од кој аспект. А никој го гледали тој техничка влада од аспектот дека ја кочи цела држава? Најмалку 6 месеци. Дали? Најмалку 6 месеци. И сега, и пред тоа, и после тоа, и додека одлучуваат кој ќе биде, кој ќе биде, и после ќе се расправат за кој ќе бидат министри во техничката влада, никој, апсолутно никој не му интересира ова држава да се напредува. Бизнисите да работат. Малите и средните компании да може да придонесуваат затоа што заборават дека платата нивна ја земат од фирмите. Фирмите ако не работат, од каде они ќе го полнат буџетот? Од каде они? И сега секој пат кога има техничка влада како се вика, се стопират и тендери, така е. Договори и цело. Јас реков од прилика 6 месеци има блокада на држава. И наративот е ајде после изборите
И во тој време настрадат компании настрадат. Овие без компании, ова држава ќе колабира без бизнисот. Па тоа требаш да го сватиме до сега дека Ма сега еве, ова ако е не сваќат капитализам. дека техничката влада, ова Пержинскиот, Бадентер, сите овие работи се сестајни за да прават цопки за да не се работи. Никој не му интересира економијата. Сите само гледат, еве ќе гласаме, ќе правиме. Зошто? Е тој што сака техничката влада, е тој оној кој живее на грантови од тука, на донација од тука, на ова од тука, без производство, без ништо, без месо, знаете како се кажува, без ништо. Како ќе функционира држава? Од каде ќе земат плата? Тоа е, и затоа ви кажам, ова е вид од сопки што се стајни за да ова држава да не оди напред. И мора да се укини. Не само тоа, е куп други работи треба да се укинат. Да се загласуваме веројатно околу ова. Уште едно многу важно прашање го отварам со вас двајца сега. Седно кој прв ќе коментира. Односот на опозицијската СДСМ кон медиумите експлодираше. Не е ова случајно, ова последниот месец дена се случи, отприлика буквално експлодираше. Нападите кон Алфа телевизија конкретно отидоа до кривична пријава за перење пари, таму веќе не знам зашто, за корупција. Еден процес кој што трае веќе подолго време, во кој што СДСМ ја обвинува Алфа телевизија буквално за се и се што дека е некаков дел од октопот со кој што Орбан повторно, иако Виктор Орбан веќе не е на власт во Унгарија, има намера да контролира и така натаму еден сегмент од нашето јавно живење, од демократскиот дискурс, ако сакаме, кој што е по мене црна дамка, затоа што се најдовме во ситуација наместо политичките партии меѓу себе да се конфронтираат на база на анализи и податоци, аргументи и идеи, едната страна се конфронтира постојано со медиуми. Професоре? Што да кажам, што да дополнам, мислам убаво го. И вие и вие и Рави Седлак сте човек кој што сте поминале многу во животот, сега да не биде ова фалење на војводите и сердарите, меѓутоа луѓе кои што имате огромно искуство и кои што сте поминале низ целиот свет буквално и сте имале релации со медиуми на секаде, сте виделе вакво нешто било каде. Во светот, било каде, не велам во Западна Европа и во Америка, туку било каде што некој упорно секојдневно се пресметува со телевизија. Видете, имало накострешена атмосфера во Македонија, сам знаеш. Така е. Имало и во други земји многу тензична атмосфера каде што едни политичари избегнуваат да гостуваат на други на медиуми, да речеме, од спротивната идеолошка линија. Добро, и Доналд Трамп конкретно напаѓа медиуми низ Америка. Така, Ова има поинаква интенција. Но поентата е дека времињата се тотално променети и е апсолутно погрешен чекор на СДСМ. На толку многу можности за критика на владеачката коалиција. Имено. На толку можности да коментираат, да даваат алтернативни мислења, анализи, предлози на закони, тие се занимаваат со медиум кој што наводно е нели со влијание на Орбан, на овој, на оној и така натаму. Без да се понадат конкретни докази за тоа. Еве нека е легитимно барањето, но докази. Погрешна стратегија која што ќе им се удира од глава. Го губат едноставно времето и го губат значењето во јавноста каде што некои други политички субјекти можеби ќе пораснат, па тие ќе отидат во архивот на историјата како што нивната сестринска партија во Бугарија отиде во историјата. Не го помина прагот, нели така? Не го помина прагот и сега тоа е тоа. Генерално земено во Бугарија БСП, таа страшно јака политичка партија е веќе во архивите. Или Пасок во Грција, или тие полека се вадат? Пасок полека се враќа, меѓутоа и тие многу далеку од она што беа. Далеку од она што беа. Поентата е, значи, на толку многу можни аргументи што може да ги изведат, на толку можни сомнителни сделки и така натаму, тие се фаќаат за глупава работа, критикувајќи ја Алфа. А ние веќе живееме во друго време, каде што впрочем и телевизиите, и Алфа не е битна, и Канал 5 не е битна. Имено, сакам да кажам, на времето кога Нова Македонија и МТВ беа све и свја, па да се држевте за нив, имаше некоја логика. Сега веќе со овој компјутер што ги имаме тука, имате 2000 телевизии внатре, да, и 10.000 да ги слушаме, можеме на толку многу подкасти политички, секакви мислења можеме, и оваа емисија значи не битна во таа гостовачка. Се согласуваме, апсолутно. Така што апсолутно грешат, но не знам што прават во СДСМ, таа партија за жал тргна надолу. Раби? Не, ние, види, за државата да функционира треба да има здрава опозиција. Ако нема здрава опозиција,
Значи, не тоа не е добро за државата. Делот сега за медиумите, видите. Значи, многу лесно е обвинувањето. Еве, сега кога спомнавте Black Cube, а начините во 2015-16, не памтам датумот точно, 15 или 14, за бомби и за вакви. Дали начинот се разликува од начинот на Black Cube? Исто е. Со шпионирањето, со видеата, со бомби, со вакви. Па истиот начин е. Така да ви кажам, немат наратив, немат приказна, празен багаж, 7 години. Јас пак гледам бројки, гледам напредок, гледам вак. Јас се гледам медиумите. Знаете колку ни е, сакав да кажам, biased, непристрасното, тоа што сакав да кажам, во медиумите. Еве, значи, сакав да кажам, каде бевме ние пред 10 години во критики во ова, каде ние сме денес во тоа, како што ви кажам. Преко телефон сега не ви треба, може подкаст да правите, да зборите што сакате. Така да ви кажам, они немат наратив, немат во багаж ништо резултати немат па, немат во што друго да се нафаќат или да се фатат, освен во Black Cube и во нападите кон другите медиуми. Black Cube вака убаво звучи некако. Кога имате Black, например, или коцка, убаво звучи, делува опасно. Делува... Нека се фатат, нека гледаат по конкретни работи. Што работи МЕП, например? А што беше МЕП? Па, не знаеш МЕП, Министерство за европски брашни? Не беше СЕП, не су СЕП, МЕП. СЕП, МЕП, добро. Што работи конкретно? Значи, не е сега бугарите не блокираат, окей, не знаеме се одблокираме самите, не знаеме, чекаме помош, окей. Тој наратив го има СДСМ. Туку конкретно планот, нели, ЕУ има специјален план за раст. Така е. За целиот Балкан, нели? Западен Целиот Балкан. Што сме постигнале, докаде сме, која мерка, кој закон, поминат, не поминат. Таму и пари даваат, и пари пропаѓаат. Извештувачот од Европскиот парламент Томас Вајц точно тој го потенцираше. Значи, конкретно нека работат, конкретно нека критикуваат, а не да се занимаваат со глупости. Добро, и околу Вајц излезе една специфична ситуација. Излезе дека интервјуто што го дал, всушност го дал пред отприлика 7 недели за бугарските медиуми, а тој беше наменски пуштено пред некој ден. Каде што зборува дека има недостаток на реформи во Македонија, за Канал 5 го гледав, сосема поинаква изјава дава, да бидеме реални. Да бидеме реални, реформите не се мрднати многу после тие 7 недели. Ама јас не треба сега и тоа да му го сработува на СДС, ма нека го видат, нека прочитаат. Добро, во принцип добро. Тука се појави, нема што да коментираме, се појави Силјанска Давкова, председателката со председателот на Швајцарија, интересно, денеска се сретна, па таму зборува дека порака практично има од Европската унија председателката да зборуваме за реформи, не за ирационални прашања. Тука апсолутно ќе се согласам. Председателката има еден, јас би рекол, конзистентен став во однос на Европската унија, дека навистина треба да излезат тие. Од оваа психологија што ја наметнува Бугарија, гледам дека професорот нешто не се согласува. Па, доста со таа Калимеро влада и Калимеро председателка. Значи, не можеме ние постојано да се жалиме, неправда ни направија и сега треба тие се свестат и одеднашка правишно да постапат и да гледаат реформите, Копенхагенски критериуми и така натаму и така. Политиката е брутална. Или ние сами ќе најдеме начин да се одглавиме, или ќе седиме кај што сме, на резервна клупа, не на резервна, на првиот ред во салата. Може да не бидем веќе на резервна клупа. Значи, иницијативите треба да ги потегнеме ние. Доста со таа Калимеро политика. Добро, дали е Калимеро политика? Кога вие велите дека ние па не можеме да отстапиме од одредени работи, едноставно не може. Сакаш да влезеш во диското? Правилата се тие. Ако не сакаш да се облечеш како што треба, Драган, нема да влезеш. Ако не носиш девојче со тебе, така беше тоа. Па или девојче, или убаво дело, скап часовник или што и да е. А ќе дојдеш со патеки и дрес на Лейкерси, па нема да влезеш. Ти ќе ама неправда, јас толку имам пари да купам, ама тоа е. Добро, сега малку паралела. Па мораме малку затоа што правиме висока политика од нешто што е многу јасно, значи нема да го сменат ставот во Брисел. Никогаш, по никакви околности сметате дека нема. Апсолутно нема да го сменат. Бараме гаранции, не ни дава. Добро, сега што правиме? Па направете нешто што е во полза на менување на протоколите, например. Сме го зборувале во емисија 100 пати. Има колегата Вангелов студија како да се направи и уставни измени кои што не би биле проблематични во смисол на тоа да се прифатат од Брисел. Ама сега
се треба ние да покриеме тука на оваа емисија, некој треба да занимава со нешто. Добро, се согласувам со ставот, посебно последниот, дека некој треба да го направи тоа за кое што е платен. Да преминеме малку на дворешни теми, бидејќи времето ни истекува. Ако пред тоа само еден мал коментар за ова. И сега, гледачите се гледат они, и сега со цел почет на публиката и на се, мерењето на напредок во одредени теми или во реформите или во напредок на Европска унија, ова не е работата на народ да се занимава. Значи тука народот како го ги гледа, како се изразува тоа во државата? Се изразува на ниво на услуги. Значи народот, освен услуги, не може да осеќа дали државата оди напред, има реформи или нема реформи. Го осеќа на ниво на секојдневните услуги. Без разлика дали во здравство, дали на шалтер, дали на тоа. Ова е како unit of measure, едина мера. Мерка на вредност. Единица. Не, мерката на единица или единицната мерка на народот е да го мери дали сме во напред или не преку услугите што он ги доживува во државата. Делот што е високата политика, има други органи што они треба да се занимаваат со тоа. И прашањето што треба да се сега тој коментарот на делот дека еве они не направила вака, тие се нивните правила. Не за да влеземе во тој диско, ние треба да исполниме една листа од услови или од реформи. Народот за да може да суди дали ние се напредуваме или не се гледа преку услуги. Прашањето е дали народот гледа подобрувањето во добивањето на услуги или не. Мене ако ме прашате, тоа е најважно. Искрено, самото членство во одредена организација или не членство е важно прашање, меѓутоа на крајот на денот секој ќе ви рече најважно е дали вие имате добро здравство, добро образование, добри плати, добри пензии, добар систем кој што функционира, добра бирократија, а не членство. Ова сега за да можеме ние да. И сега проблемот е дека на хартија се изгледа дека е перфектно. На хартија сите позиции се исполнети, сите кадарот е комплет, а на терен дали има резултат или не. Гледаме дека резултатот е слаб. Па тоа што значи? Тоа значи, како се вика, недобра дистрибуција или распределување на способности во точните работните места што се еквивалентни за ова. Не знам сега како да го артикулирам ова на македонски. Сакав да кажам правите луѓе во правите места. Така е. Не сега ние го имаме кадарот еве комплет. Сите се има таа експертиза. Работава дека секој индивидуалец во овие, дали е во точниот или во правниот негов работното место или не, ево гледаме дека не е тоа. Затоа што ние на шалтер имаме уште истите проблеми. Одиме за да бараме услуги, ние гледаме сега секите услуги што е врзани, барам кон странство, англиски не знаат да зборуваат англиски. Па жарам ли уште ли некој што не зборува англиски, што е во позиција каде треба да има контакт со странство. Тоа би требало да се подразбира, тоа би требало да биде во опис и попис на... Кој треба да ги пополни амбасадите, се извинувам? Добра теза. Имаме ли амбасадори? Колку време помина? Кој треба да ги пополни? Сега очекуваме да ги исправат. Очекуваме 2 години на власт, некој дојде, уште очекуваме. Сега, како да ви кажам, за соодветни луѓе на соодветни места. Ајде, направете го. Помина времето. Се согласувам. Ајде да се свртиме малку кон надвор, да не биде да зборуваме само за месецот што помина во Македонија. Ма и за амбасади тоа за надвор? Ние, извините, тоа уште еден додаток. Така, слободно, ние слободно. Имаме амбасади во држави, сега, не знам друг збор на македонски, ама без везе, без фајде, без... Нема потреба од нив? Има амбасади во држави што немаме потреба од нив. А местата каде треба ние да имаме амбасади, каде можеме да имаме потреба како држава, ние немаме таму амбасади. Зошто? Например? Нема прост пример. Сега, нема пример. Тога почнува како некоја пирамида. Почна прво со Г8. Сите држави на Г8 треба да имаш амбасада таму. После одиш во подоле во пирамидата. Г20. После не сите Г20 одиш во Г8, па после одиш. Интересот нас не е во туризам. Туризам ни дојде од која држави? Главно од тие 4 држави. Во тие 4 морам да имам амбасади. После тоа одиш надолу. Ние имаме трговија. Тоа е прагматична дипломатија, да. Не гледаме. Тука треба да имаме 3 амбасади. И така си оди, а још апрам да амбасада во Линкенстајн или во се не ги знам ја сите да не сакам да спомнам во Естонија и Европа, ма не сакам да го спомнам. Во принцип. Не сакам да го спомнам Естонија, но во Африка имаме една, на пример.
Зошто? И сега, Африка, каде ние е вратата на целиот континент, што е огромен Така, немаме само континент, во Египет, нели? една амбасада во Египет, не знам ни дали има амбасадор таму. Не знам, може да На провериме Блискиот видиме исток дали имаме колку? Во И Катар сега. и тоа е тоа, не? И сега, тоа е, значи, Блиски исток, тука треба да се третира малце поинаку во однос не е целиот визен систем треба да се реформира, тоа треба да дигитализира. Веќе ви кажувам, добивањето на виза за Македонија е потешко од добивањето на Шенген виза. Да, тоа сте го зборували што е многу чудно. Јас мислев дека за Македонија се добива Ова едни рече си вака, меѓутоа ние сме биле проблематични. Не. Така да, еве, таа тема еве за надвор, ние за надвор и нашата релација кон надвор еве почнуваат со амбасадите. И плюс на тоа еве што се работи, што се прави, дали имаме некој исход, некој профит како за државата од тоа. Амбасадите што нема фајде или нема Ама сега поинта е Министерство за трговија, надворешна трговија плюс освен во реде, надворешни ама работи. таа во Ајсланд или каде во Естонија. Што ние имаме со Естонија? Ако ние немаме немаме како се вика работна сила македонска, работна сила или Добро, и community, може ли многу работи да учиме од таа Естонија конкретно, која што е шампион во во реде, дигитализација, која што ама е и куп други, сакав да кажам, така ги штедиме и парите. Така да, значи, може да се прави нешто тука, да кажеме да се движи малку. Ако ова е порака и до мене, да предпоставувам, професоре, војната меѓу Иран и САД, односно меѓу Иран од една страна, САД Израел од друга страна, во моментов е на стенд-бај, ајде така да речеме, функционира со други методи, постојано препукувањата траат околу румунскиот теснец, не, ние вака ќе го пуштиме, не, вие ќе ве блокираме, ако помине еден брод ќе му наплатиме, не, ние вас ќе ве блокираме. Значи, моментално е преминато сепак во економска војна. Очекувате да заигра ружјето пак? Вие се е можно заради непредвидливоста на американскиот председател. Тој е во голема мера човек кој што веќе во Европа и останатите сојузници не можат да го сметат дека има еден курс и ќе се држи на истиот. Во рамките на краток временски период може да ги смени и ставовите, изјавите и политиките. Во принцип сметам дека пребрзо и малку наивно влезе во оваа војна. Мислам дека сега веќе не ни знае како да излезе. Го подцени Иран? Па сега веројатно и на некој начин и го подцени Иран, веројатно имаше информации од своите стратешки сојузници во Блискиот исток дека можеби брзо ќе дојде до промена на режимот. Во секој случај можеби не очекуваше таква жестока реакција, а проблемот му е сега како да излезе од целата ситуација да испадне победник. Значи, тука е веќе прашање на наративот кој што би се продал и дома и на светската јавност. Кажам дома, таму дома во САД. Во Америка се разбира, бидејќи му очено му опаѓа рейтингот и очено брзо му требаат позитивни некакви вести заради тие така наречени mid-term elections, односно избори кои што се наоѓаат во средината на мандатот на председателот. Но убаво рековте, не може, многу е тешко да се следи неговата политика. Изјавите секојдневно се толку различни едни од други, контрадикторни понекогаш. Во еден ден имате изјави две кои што една со друга немаат многу врска. Некој тоа интересно го толкува, овде морам да ве прашам и вас, Седрак. Некој го толкува тоа како своевидна гениалност. Јас неколку дебати имав со луѓе кои што ги почитувам поради нивните ставови. Еден од нив, наш човек кој што живее на релација Лондон, Вашингтон и во Колумбија, вели дека всушност сето ова е исклучително добро пресметано. Може би делува хаотично, може би делува контрадикторно пред јавноста, меѓутоа дека таму во Вашингтон всушност се е прецизно искалкулирано до последен момент и дека на крајот на денот сметката ја плаќаат други, а сад излегуваат на крајот со добивка. Па, видите, кога збориме ние на мултиполарниот свет и дека се смени тој светскиот поредок како е, од време кога дојде кога почна да збори за тарифи, ако ве памтите. Веќе ги заборавивме на толку многу. Сакав да кажам, станува Сабајле и кажува дека е веќе ставам тарифи таму. 50%. Овде 120%. Берза паѓа и целиот, да кажеме, prediction или предвидување на трговија се менува за еден ден. Така да од една страна ова сега дали виде од гениалноста или не, нешто што ние не го гледаме ова секој ден. Од другата страна, ако вие сте американец
би треба да имате, значи пак ние тука коментираме председател на друга држава што со еден твит или со една порака на социјални мрежи може да предизвикува војна помеѓу другите две држави. Јас го гледам ова, знаете како, со admiration, го гледам како се чудам, ама исто време Сте воодушевен. Да, како може да стигне до ваква моќ. Тоа може исто да еве на пример со Израел. Израел со сите војни жртви, проблеми што ги прави тоа во Газа и ова, како ако гледаме од една страна, како една држава може да го оценува цел свет. Зборуваме за Израел сега. Да. И тоа многу мала држава. Сега, ви кажувам дека ви замислите како зборувате за Америка, замислите дека Израел го прави тоа со Америка. И како стигна до таа моќта? И сега без разлика... Ова ќе влеземе у теорија на заговор ако влеземе во Сакам да кажувам дека тие се тактики. Тие тактики ги користат сериозните држави за да може да добиват и да прават промени и да си ги користат максимално за нивните употреби, исто како што го збориме дека Македонија можела и тоа да го прави. Јас наративот дека сме мала држава, дека сме не го признавате, тоа е јасно. Не го признавам, не го верувам во тоа. Можеше Македонија и на, да кажеме, конвенционални начини и на не конвенционални начини да ствара и да развива и да гради леверидж што може да се користи, еве да не кажувам против, ама да се користи со соседните држави што ги имаме, за да може ние да добиваме и да се напредуваме и да станеме ние јаки. Така да јас би гледам секогаш како lessons learned, како научени лекции, што треба ние да ги научиме, да ги ставиме во локалниот контекст, да видиме како ние можеме да ги развиваме, за да бидеме и ние еден ден, еве, не мора како Америка, ама како еве другите држави како стигнуваат до... За тоа би требало да се оперираме од емоции веројатно, исклучително со студена глава да се размислува секогаш и апсолутно да се гледа само својот корист. Знам дека ова звучи ужасно себично и јас сум го потенцирал, меѓутоа во светот не владеат правилата на љубов и разбирање на мајка Тереза што ја спомна професорот, туку едноставно е навистина предаторски односот меѓу државите, особено овој период и можеби да се гледа сопствениот интерес исклучиво, по секоја цена е најисправна. Точно. Па макар и некој да те обвинува дека поради тоа си со недостаток на сентимент, недостаток на емоција, демократски капацитет и не знам што. Да, еве денеска Обединените нации колку пати се одлучили, направиле состаноци, совети, работилници, еве за војната во Блиски Исток, за Израел и Газа, за ова. Што е фајда и резултатот од тоа? На крајот резултатот е тоа што Израел го сака. Ништо, апсолутно ништо. И затоа треба да се гледаме себе, треба да бидеме себични, треба да гледаме нашиот интерес каде е, и тоа ние да го тераме. Инаку, професоре, кога зборуваме за ова што го спомнавме како претходна тема со Седрак, дека на крајот на денот Америка излегува во корист, Берни Сандерс, исклучително позната фигура во САД, напротив изјави дека Трамп работи во личен интерес. Пресмета некои 4 милиарди долари кои што ги заработило семејството на претседателот на Америка Доналд Трамп во овие 2 години. Благодарејќи на неговите чудни, контрадикторни, необични работи што ги прави на светската сцена. Да, специфичен лик е како председател кој што не сега направи малку скандал со кралот Чарлс, еве да кажеме, но тоа е нешто друго. Не смета дека спојувањето на надворешната политика со сопствените или фамилиарните интереси е некаква пречка или е проблем на демократско управување. Има значи еден пристап кој што е шокантен за демократска Европа каде што ние нели припаѓаме. Во принцип имаше и ситуации во Катар има сиријски бизнисмени, милиардери, кои што решија да инвестираат во ревитализација на урнисаната сиријска држава. Со градење и на елитни клубови на море, со ревитализација на стариот град во Алепо и така натаму. Овие милиардери кои што се сега граѓани, сирици кои што се граѓани на Катар, стапија во контекст со фамилијата на Доналд Трамп и вклучително и со зетот. Во принцип се беше кој што е човек за се, така е. Кој што е човек кој што преговара не баре Кисинџер. Така е. Значи тој оди со бизнис партнерот на Трамп, Витков. Джералд Кушнер, така беше, да. Да, оди со Витков и преговара не баре Кисинџер или некој тешкаш од историјата што го познаваме. Значи имаат план, се договараат, ќе инвестираат, што им е проблем?
Америка има санкции некакви во Конгресот спрема Сирија од времето кога пред овој джихадистот да стане демократски легитимен претседател. Што се случува, лобираат и со конгресмени и одеднашка во Конгресот се трнуваат санкциите и сега може ревитализација, може ресорти да се прават и тоа да се профитира малку тие, малку зетот, малку фамилијата и така натаму. Гледавме дека и за Газа има планови за ресорти, висококатници и така натаму. Потоа замре целата приказна. Па дали ќе замре, дали ќе се врати, ќе видиме. Во секој случај трансакционо се поставува и не му пречи да биде на некој начин добитник од сета надворешна политика што сад ја спроведува. Во меѓувреме, нормално многумина го поставуваат прашањето што со Русија и Украина. Таму имаме една специфична ситуација, војната трае, да не се лажеме, со истиот интензитет, со истиот број на огромен број на загинати и така натаму, меѓутоа без видлив напредок сепак на тој што напаѓа конкретно на русите. Постојано се зборува за можноста за некакви преговори, меѓутоа русите прилично ја оладија целата работа, тие велат Америка има сега поинакви проблеми, ние не можеме во овој момент да влегуваме со американците во темата Украина, бидејќи Америка се занимава со нешто друго. Од друга страна Европа продолжува по својот принцип, 90 милиарди долари токму сега беа одобрени за Украина од страна на Европа. Тоа се наистина огромни пари и тие се само дел од сите пари што се дадени. Европа се уште оди на таа политика која што ја тера целиот овој период, апсолутна подршка на Европа Украина. е како покерџиите кога има многу сума на масата и кога одат all in во победа на Украина над Русија. Бидејќи инаку ако се случи обратното, тие 90 милиарди ќе ги плаќаат даночните обврзници на Европската унија. Бидејќи нема кој да ги врати, најпросто кажам. Да, тие сметаат И дека сите тие милиарди наназад. ќе дојдат од репарации, од пораза што Москва ќе го има. Но тоа е од само ако Украина. Русија биде буквално турната на колена па да мора едноставно. Така. Значи одат до крај во целата приказна и сега ќе видиме. И тоа без сад, ова е многу интересно. Сад буквално испрема рат. Сад, во Москва веќе има жестоки дискусии дали веќе е време да се потегне дут, ако веќе зборуваме за карти, а дутот би бил да се гаѓаат со ракети фабрики кај што се произведуваат дронови за Украина во Западна Европа. Што е исклучително опасно, морам да признам, сум ги читал тие анализи и да, дури и Медведев, ако не се лажам, најавува дека тоа е неопходно, меѓутоа зборуваме за фабрики кои што се наоѓаат директно на територијата на НАТО држави, што пак повлекува артикл 5, член 5. Од друга страна, сад можат да речат дека Доналд Трамп ќе рече, вие не почитувавте во Блискиот Исток, сега ние не ве почитуваме ваму. А впрочем, како да ви кажам, друго е да се нападне фабрика на сред Баварија, каде што има, каде што се прават проектили и дронови, друго е да се нападне фабрика, не знам, во некоја Естонија, спомнавме Естонија. Но таа Естонија ќе бара веднаш Па ќе бара, но спас. да видиме што би се случило. Значи тоа се хипотетички сценарии, меѓутоа кажуваме реалноста. Но како дојдовме во оваа реалност, професор, ние живеевме долги години во една ситуација во која што некако правилата беа прилично јасни. Немој да ги преминуваш затоа што ќе има последици. И сега нагло некако во само пар години се наоѓаме во ситуација во која што веќе правилата практично не важат. Вие самиот велите, треба да видиме дали воопшто ќе дојде до тоа. Значи ако Русија ризикува и направи таков потек, гаѓа фабрики цели на територија на НАТО држави, постои веројатност дека нема да има возвратни удари затоа што едноставно Америка нема да сака. Тоа е диаметрално спротивно од се она што со години ние го сакавме да веруваме дека е поставено како верују, како Библија. Да, светот е променет, бурни времиња се, веќе ништо не е исто како што беше и се што се случува треба да оди, ако ние гледаме од наша перспектива, таму како што вели Рабин, да бидеме себични и прагматични и да се ги користиме нашите шанси. Инаку таа битка што се случува војна во Украина, Русија сега забавено напредува, не знам, во Купјанск повторно продираат и така натаму, меѓутоа има сериозни проблеми со начинот на војување кој што е апсолутно променет од оној што беше во 2022. А тоа е еден микс на Прва и Трета светска војна што се случува. Ровови, мали единици и дронови зујат околу вас во радиус од 100 километри, кај што има така наречени кил зони, односно зони кај што не можеш лесно да излезеш на улица, во шумата, било каде. Од друга страна, украинците сега, и тоа е прашање како летаат тие дронови, некои викаат дека летаат и преку балтички држави, што уште еднаш постава прашањето дали е легитимна мета Балканот. Значи тие нивни 1000 километри
километри летаат некои од тие дронови и удираат по индустријски фабрики, постројки, терминали, рафинерии и така сосема натаму. друга територија. Скоро и во Азија, значи така. Урал зборуваме, и веќе војнава навистина е тотално променета од таа што беше пред 4 години зборуваме. Не зборуваме Истата војна, да, истата војна. Не зборуваме за некои други војни, туку за истата војна. Раби, последен коментар, ако имаш воопшто? Ја и стојам на тоа што го кажувам од првиот ден на војната, дека овие пари што одат таму е со целтата да се гради, да се исто како во време на Берлин, на источна и западна Германија. Како да е крајот, еве го гледаме како е. Русија нема да се откаже од нивните цели. А Русија е држава што има војска голема, што војува на многу конвенционален и традиционален начин на војување. Мислам, тука дел не се соглас, да, има еволуција во дронови овакви работи, но кога ќе се случи, кога ќе има момент фабрика во Баварија или во било која држава во Европа што ќе прави вакво каде ќе бидат нападната Русија, мислам дека преко саботажа и преко тие old school начин на војување ќе ја расипува таа фабрика или тој место без да се да влечат. Многу често има пожари, се случуваат во разни тоа сакам да кажам. Многу забележливо. Да, ова е конвенционален начин, ама не традиционален, што го прават војски како руската војска, како и други војски што Нападите се на нивно, треба да го докажете тоа. И не може да се не може никогаш да се докажува тоа, особено Русија, затоа што Русија е навистина има инфилтрирано целата Европа на многу, значи јак начин. Од другата страна ќе се гради Киев, ќе биде како Берлин, западниот Берлин, да покажува впечатокот или fingerprints на западот како би изгледало и за да биде тоа пример, како тој град што е на границата помеѓу Северна Кореја и Јужна Кореја што the Ghost City што го има, така за да гледат делот што е под Русија, еве гледајте, ние со запад колку е убаво кај нас, но нема да биде убаво, ќе земат една слаба војска, може и италијанската или шпанската, да ја стават во buffer zone помеѓу двете и ќе имате чекпоинт Чарли како во Берлин, така. Раби Седрак, Жизел Скалски, благодарам за ова многу интересно гостоње. Благодариме. Да, почитувани гледачи, благодарам и на вас за вниманието со кое што не следите секогаш исклучително интересно, поучно и забавно, јас би рекол, особено во месечната рекапитулација. Утре во 15 часот се разбира и репризното издание. Јас се закажувам нова седба со мене и со нови гости следниот вторник во 22:30. До тогаш пријатно.